Девете работници јавно да кажат дека лажат или да платат 29.000 евра, бара индискиот газда на текстилната конфекција од Штип. Ова било кажано на состанокот меѓу менаџментот на фирмата и представници на Гласно, кои тие денес им го соопштија на работниците. Ако вие кажете дека ништо не било од тоа вистина, значи он е поништува, он ќе пониште, не е во тужба, парите, штетата што демек наводно сте вие создаделе. Тоа беше, јас му кажав, викам, јас и ние како организација, ние работниците нема да ги тераме на ништо друго, освен да ја кажуват вистината каква што е била. И тука застана целиот мовет. Наместо ова, од Гласно понудиле друга опција. Овоа барање за штета што го имате поднесено, е да го поднесете у судска постапка, да се отвори судската постапка и најдобро да се оцени од институциите вашето постапување спрема работниците кои што го вие тражите. Секако Гласно нуди бесправна правна помош на сите работници и без сомнение таа ќе биде на располагање и овој пат, но прашањето сега е кој ќе ги покрие трошоците на работниците за судските такси кои во случајов не се мали. Имено работниците за почеток ги чекаат трошоци од по 3.600 денари за судска такса на прва, а подоцна дополнителни уште толку, односно 7.200 денари и за втора судска инстанца. Дали Гласно на овие и работници во слична ситуација ќе им обезбеди пари за тие да одат по судови? Нашиот правен тим која ќе би ги застапувал пред суд нема да ги бара правичните трошкови кои што се, затоа што мислам дека и самите адвокати кои што работат со нас долго време работат на принцип дека се покренува тужбеното барање, се плаќа трошокот за тужбата и натаму се си останува самите адвокати да си ги сносат процедурата следат до основните судови. Случајот со 9 работници стана актуелен пред една недела, кога од нив било побарано да работат за време на празник, нешто што тие го одбиле. Потоа со устен отказ им бил забранет влез во фабриката, а 2 дена подоцна на нив им биле поделени и решенија за надоместна штета која поединечно по работник изнесува 3.295 евра.